Добро вечер во уште едно ново издание на информативната емисија Отворено за. Вечерва мој и ваш гостин е Александар Пандов, политички аналитичар. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Познавачите на политичката сцена ве паметат многу од поодамна. Меѓутоа, Александар Пандов, името како политички аналитичар е актуелно во медиумите од пред година и пол или од времето кога го формиравте заедно со уште неколку интелектуалци движењето ГДОМ. Ја постигнавте ли целта со ГДОМ? Па мислам дека да. Да ве поправам, да, јас сега веќе 2-3 години повторно политички гласно говорам и изборувам по телевизии, по медиуми, а самото граѓанско движење за одбрана на Македонија безмалку паралелно, неговото настанување настана безмалку паралелно со објавувањето на првите бомби на Зоран Заев. Мислам дека беше неопходно да се појави такво и тоа е природно, предпоставам, во секој едно развиено и демократско општество, да одреден број на граѓани кои што ќе почувствуваат дека нивната татковина е загрозена, дека нивната држава се наоѓа во опасност, да излезат и гласно да зборуваат кои се тие опасности кои што претеа на Република Македонија. Не знам колку би било потребно, предпоставам дека гледачите ваши паметат, но реално во тој период беше тотално загрозена безбедноста на граѓаните на Македонија, као кулминација на сето тоа се случи диво населје во Куманово и со влезот на терористичка банда која што беше елиминирана од нашите македонски полицајци. И сето тоа, повторно ќе кажам, на еден многу поинаков цивилен начин, на граѓански начин, мислам дека допревме до ушите на безмалку секој еден граѓанин на Република Македонија и со самото тоа помогнавме да бидеме ние сите посплотени, посигурни и да знаеме што очекуваме, значи, од нашиот противник, надворешен, а богами и внатрешен. Граѓаните ве прифатија, но не и опозицијските политичари. Па видете, за очекување беше тоа дека е така, затоа што да се разбереме, организацијата, опозицијата, односно СДСМ Заев и тие неколку луѓе кои што се во неговото раководство, во буквална смисла на зборот се однесуваа као петоколонаши, као квислинзи, као луѓе кои што работат за интерес на други држави. Нели, да подсетам, и во самите писма кои што ги имал пишувано Зоран Заев во комуникација со Верушевски, пишуваше дека он комуницирал, договарал средби со амбасадори, со премиери на некои странски држави, а во име на оној кодер шпион Зоран Верушевски, човек кој што докажано веќе втор пат се обидува да ја загрози стабилноста на Република Македонија од темел. Значи, и ако е тоа така, значи вие самиот врв на тој СДСМ, на таа опозиција, пошто Зоран Заев не е само председател на СДСМ, он е лидер на македонската опозиција, им сметаше тоа што ние ги разобличувавме, што ние гласно говоревме кои се тие луѓе, што прават и за чиви интереси тоа го прават. Нормално тука огромна подршка добија пред се од Соросовите медиуми, кои што за жал во Македонија се во голем број, Соросовите новинари и платени луѓе, кои што зимаат пари од таа фондација, како и одреден број на медиуми и новинари, интелектуалци, кои што се платени од странски амбасади. Знаете да јавно да искажете дека во Македонија, кога станува збор за медиумите, лично вие ги делите на домашни, но и на странски платеници. Зошто тоа е Дијана, види, јас не е што да го делам. Значи, во К1 телевизија има титулар, некој одредено правно лице, како управител на тоа правно лице, како собственик на тоа правно лице. Тој е македонец човек. И ние го знаеме кој е тој човек. К1 функционира од пари кои што ги добива од спонзорство, од рекламирање, од македонски фирми. Дали вие имате провладино или проопозиционо дејствување
За мене, искрено ви велам, неважно, знам дека е тоа македонско. Во даденава ситуација во Република Македонија што се случува? Имаме немал број на портали, медиуми, новинари, во кои што пишува кога ќе го отворите нивниот сајт, дека тие се финансирани од Отворено општество или за македонската јавност многу попознато како Соросова фондација, која што било каде во светот кога ќе погледнете. Таа не функционира само во Република Македонија, функционира и во Србија, и во Романија, во Украина, било каде каде што функционира, тие кои што работат против интересите на народот и на државата, односно ги спроведуваат политиките кои што се важни за таа фондација ама не за домицијалната, значи не за македонската. Исто така, можете да отворите, тоа не е тајна и тие луѓе гласно го говорат тоа, се фала дури, тоа е за нив чест, дека се платени од одреден број на странски амбасади. И јас исто така не велам дека тие странски амбасади сите до една работат против интересите на Република Македонија. Не, верувам дека во голем дел они посакуваат добро на Република Македонија, но во оној момент кога интересите на македонската држава, на македонскиот народ, на македонските граѓани во целост не се совпаѓаат со интересите на таа држава, тогаш тие медиуми, тие луѓе, тие работат во интерес на таа држава, не на македонската држава и на македонскиот народ. И тоа секој еден треба јасно да го знае. Тие луѓе треба јасно да бидат обележани дека тие луѓе работат за туги интереси, не за македонски интереси. За мене е тоа исклучително важно. Тука почнува и завршува. Вие работите во за интересот на оваа телевизија. Не работите за некоја друга телевизија. Ако некој друг собственик на друг медиум и друга телевизија ве плаќа, вие во интерес на тој медиум ќе работите. Просто е многу. Само тоа се сепак начитани луѓе, интелектуалци, долги години во овој свет и они сето тоа знаат да го замаскираат, да го забошотат, да го прикажат како апсолутно неважно. Не, премногу важно е. Тука е почетокот и крајот. А за да не бидам погрешно разбран, јас немам никаков проблем нити со опозициони, нити со вакви нити со провладени новинари. Но со оној кој што е платен од странска држава, тој е странски платеник за мене. И тоа е така и никако другачи. И не можеме ние тука да изводиме, ама тоа е против демократијата, слободата на говорот. Која слобода на говор кога он говори во интерес на друга држава и на некои фондации или институции? Македонија е исправена пред неколку искушенија до 24 април наредната година кога ќе имаме избори. Како по некое непишано правило, пред секои избори се отвара прашањето за федерализација. Па тоа, кој го отвара? Бранко Геровски. Значи, докажан Соросов платеник. Докажан човек кој што сами одговори колку е он почестен да разговара и има чест да разговара со амбасадор на оваа или на онаа земја. И тој човек работи во интересите за туги интереси работи. Проценката негова е дека ако се направи во Македонија смут, ако се направи нервоза, ако луѓето ги држиме ние сега под стрес, затоа што значи повикување на федерализација? Повикувањето на федерализација по автоматизам значи повикување на поделба, правење на граница, на два ентитета сега ние да се делиме, као да сме во 19 век, значи помеѓу македонци и албанци, и самото тој чин на правење на граница. Секој еден нормален човек му е јасно дека на Балканот тоа да го правите во денешните опкружувања европски и светски какви се, тоа значи повикување на војна. И јас сега прашувам гласно пак, нормален и здрав човек, дали може тоа некој што иоле малце и сака добро на Република Македонија и на граѓаните на Република Македонија да го прави тоа? Ако тоа не е или поматен тотално, што во дадениот случај може и тоа да е, од очај, од фрустрации, од тоа што не се реализирал, а се гледал не знам што, тоа е едната страна на Бранко Геровски, може би да е тоа. Или е директна наредба од неговите спонзори,
да прави такво помету таков смут во Република Македонија. Јас верувам дека е ова второво, дека е тоа исклучително синхронизирано, затоа што ако се вратиме мацена назад, не е само Бранко Геровски да говорел околу тоа. Имаме можност да го гледаме и на албанска телевизија нивниот председателски кандидат Љубомир Фршковски, како повикува за ротацијски албански премиер дека требало во Република Македонија да го имаме, за да подосна не излезе дека погрешно сме го разбрале, и на националната Телма телевизија истото тоа го говореше. Дека ние сме банана држава, дека ние сме странски протекторат, па не она што граѓаните на Република Македонија ќе го изберат како нивни лидер да биде и да ја води државата, туку некој друг како ќе ни каже, па ќе се ротирало на година, на две, како веќе он тоа го замислува. Треба ли да потсеќам дека лидерот, ете пак повторно да го спомнеме, Зоран Заев, пред 2-3 месеци истото ни го говореше. Дека било за него сосема нормално, а парадоксално на косовска телевизија, дека за него било сосема нормално во Лозово, во Струмица, во Кавадарци, во Велес, децава во Чашка да учат албански јазик. Што му е на тој човек? Може би сите овие изјави дадени на овие политичари да се во насока на може би додворување на албанските гласачи? Они секако дека се обидуваат да се додворат, затоа што сето ова што го говориме ние дека се случувало и се случува во Република Македонија, никако не смееме да го заборавиме, дека паралелно со тоа пукаа бомби. Ние слушавме, ние бевме под напад на најдолна, најподземна политичка пропаганда, кампања, во која што само во Република Македонија се имаше таква можност, не дека не се случило да има прислушнувања и во најсовремените земји, Америка, да подсетам, Меркел беше прислушнувана, и разноразни такви афери, но нигдека немавме можност да ги слушаме разговорите. Во истиот тој период, паралелно течеа и слушавме ние разговори од македонски функционери кои што има за една единствена цел да се компромитира македонската влада, да се ослабне со самото тоа ВМРО, ако се ослабне, се ослабнува капацитетот на институциите, да се направи неред од типот на Либија, на Тунис, на Египет, на Украина, на Сирија, ние да се фатиме брат со брат, да ставиме рака да се тепаме меѓу себе, да излезат. Треба ли да подсетам дека имавме протести во кои што најбрутално беше тепана македонската полиција од нивна страна, во цел тој обсек, во цел тој паралелно со сите тие случувања, овие луѓе прокламира и федерализација, и двојазичност, и албански премиер. Сето тоа ја верувам дека е координирано од некој странски центар, а единствената цел, повторно ќе кажам, е ослабнување на владеачката партија ВМРО и не на некој, сега веќе ги знаеме, тоа беше претходно велевме на некој, сега на 24 април следната година, да со таква ослабнато ВМРО да имаме некои доста изедначени изборни резултати и на ВМРО и на СДСМ, и со самото тоа да ние имаме никаква влада. Значи, влада без никаква моќ за одлучување. Анкетите во овој момент кои што се презентираат во јавноста говорат нешто сосема спротивно од она што може би било идеја пред почнувањето на објавувањето на така наречените бомби и небирите. ВМРО ДПМН и понатаму е со огромна предност пред СДСМ. Дијана, значи Македонија е 25 години независна, слободна, демократска држава. Ние ги поминавме 90-тите години и имавме таква среќа, оние војни кои што се случуваа по Хрватска, по Босна, по Косово, било каде по Балканов, да ги гледаме на тугиот лов. Несреќата ни дојде на врата 2001 година, ама сите се сеќаваме што беше увертира на таа несреќа, значи на таа граѓанска
војна, а тоа беа аферата Големо УВО, во кој што, да посетам, актерите од тогаш и сега беа исти. Повторно се тргна на ослабнување на Министерство за внатрешни работи, на као главен столб одбранбен на Република Македонија. И од кога веќе сето тоа се направи, имавме некоја експертска широка коалиција, каква веќе не, и се како продукт на тоа ние влеговме во граѓанска војна. Имавме судири во Тетовско, Арачиново. Сето тоа граѓаните на Република Македонија го гледа. Ние сите паметиме што се случуваше тогаш. Имаме доволно голем број на години и ги памтиме тие нешта. Знаете како велат, ако еднашка некој ве зафркне, ви излаже, ворете, ама втор пат, тогаш сте будали. Македонскиот народ не е будала. Македонскиот народ памти и знае како се случуваа тогаш тие работи. И сега никако не сака да дозволи, и најмалку ќе дозволи на шарлатани од типот на Геровски, на Заев или на Фрчковски, повторно да го стават македонскиот народ во тој лонец, значи во кој што ние ќе треба повторно, значи, наместо да разговараме за просперитет, да разговараме за развој на државата, ние ретроградни процеси да се делиме, да се тепаме. Таа политика, за цела среќа, моја, твоја, на секој еден од нас, не поминува и нема да им помине. И тоа јасно сега го покажуваат анкетите. Значи, во овој момент и покрај сите тие пропаганди, кампањи, бомби, што се не се случуваше, ВМРО има, мислам дека 24% рейтинг, СДСМ има 12%. Јас те уверувам. 33% од граѓаните сметаат дека ама оваа влада треба и понатаму. И понатаму да остане. Ако гледате во лидери, 3,5 пати господинот Груевски има поголем рейтинг од Зоран Заев. Те уверувам и ги уверувам сите граѓани на Република Македонија дека како оди времето натака, само уште повеќе ќе се уверат во штетноста на политиките на СДСМ и во позитивноста на политиките на ВМРО. И дека таа разлика ќе дојде до тоа да повторно апсолутно мнозинство во парламентот има ВМРО. И за голема среќа, овој пат верифицирана и од опозицијата. Овој пат опозицијата, затоа што исто имаат членови на влада, нема да имаат простор да можат да се правдаат од типот, ама видете 150.000 фантомски гласови имало, не знам што било, не знам како било, се вршело притисок, Министерството за внатрешни работи било штаб на ВМРО, сега еве нема тоа така да биде. Кога сме кај Министерството за внатрешни работи, чинам дека многу интересно е во овој момент да го прокоментирате чинот што изминатите 2 дена пратеникот Антонио Милошевски јавно од говорницата на партијата бара од техничкиот министер за внатрешни работи да го расветли случајот кој што во јавноста го објави весникот Фокус за наводно пронајдени лажни или фалсификувани лични карти. Знаете, не само тоа. Сега имаме јас ептен го поздравувам назначувањето на генералниот секретар на СДСМ како министер за внатрешни работи. И не само неговото, јас ќе се задржам на неговото, но и овие останативе, нели, кои што сега се поставени, затоа што Зоран Заев и СДСМ со самото тоа, нивната елита, предпоставувам дека ја ставија сега, затоа што на крајот од денот тоа си го давам право да речам нивна елита, на сите тие бомби, пресови, најчесто некои луѓе кои што ги гледавме како клатат со главите позади Зоран Заев, беа токму тие луѓе. Сега господинот Оливер Спасовски, генерален повторно ќе речам секретар на СДСМ, е министер за внатрешни работи. И имаме одлична прилика да видиме дали ќе ги потврди оние тврдења кои што ги говореа. Они безмалку и почнаа со таа афера дека наводно имало 30.000 лажни лични карти кои што биле користени во изборите како беа минатата 2014 година. Супер. Ке излезат на терен, ке имаат форензика таму, имаат сите алатки како тоа да се докаже дека тоа било така и дека тие 30.000 гласови, односно лични карти биле употребени во
на гласање, сега господинот Оливер Спасовски ќе може да го докаже од една страна, или најпонизно ќе има потреба да излезе пред македонската јавност и да каже: извинете, јас сум лажов, јас бев исто така излажен и ве дезавуирав, ви раскажувавме тука приказки дека ВМРО ова или ова го правело, тоа не е точно и е докажано дека ова само некој ни го има подметнато како такво. Нема само на тоа да останеме, ние имаме и други некои, нели, афери кои што наводно се афери по СДСМ, кои што сега господинот Оливер Спасовски ќе има идеална можност да потврди дека се такви или не се. Што мислите? Како ќе испадне сето тоа? Јас сум уверен дека они ќе треба сега сето она што го исплукале пред македонската јавност да се наведнат и да си го излижат. Затоа што сум уверен во честноста на работењето на оваа влада и дека на крајна памет немала потреба покрај сите оние работи кои што ги прават во Република Македонија, од градење на автопати, регионални патишта, училишта, болници, градинки, отворање на нови работни места, да се глупираат и да прават фалшични карти. Тоа на крајот на криштата, каде би можеле тоа да се исфункционира сега и во тој дел на превеска што го говорев. 25 години ние сме во демократија, плурализам, што ќе рече значи граѓаните излегуваме и гласаме. Се знаеме едни меѓу други, како може на било кое избирачко место да дојде некој си, не знам од каде, и да гласа. Има контролори, има 10 луѓе кои што го контролираат неговото гласање. И тоа е невозможно, не да зборуваме за 30.000 или за 150.000 тврдењето на заед. Господине Пандов, многу работи ќе бидат појасни до крајот на оваа година, имајќи во предвид дека за одредени предмети кои што се актуелни поврзани со така наречените бомби, веќе имаме најави дека и специјалната обвинителка започнува со работа. Така и јас го поздравувам работењето сега на господја Катица Јанева, без разлика на мојата изненаденост, а предпоставувам и на пошироката македонска јавност на изборот на господја Катица Јанева, вистински очекував дека некој по стар, под стар, не по години, но по стаж во јавното обвинителство, по број на случаеви и сериозни случаеви кои што ги водел некој обвинител, дека некој таков ќе биде избран, ете, одлуката паднала на Катица Јанева, супер, го поздравуваме низиното сега активирање и реално очекуваме дека час поскоро или пак еве најдоцна до изборите, поготово околу некој одреден број на случаеви кои што беа подгревани, дали е тоа Никола Младенов, дали е тоа, како се викаше момчено Мартин Нешковски, дали имало фалсификување на изборни резултати, дали околу било што, она ќе има веќе некој одредени сознанија, ќе каже, као што зборувавме и за Оливер Спасовски, дали постојат тие фалсификувани лични карти или не постојат фалсификувани лични карти. Но, според мене, ништо помалку од сето тоа. Не е важно да господјата Катица, специјална обвинителка Катица Јанева, пред да почне било што да прави, да ја информира македонската јавност дали она ги има добиено сите преслушнувани телефонски разговори. Не можам да заборавам и не сакам да заборавам дека со самото започнување на аферата Пуч, нели, и на објавување пред објавување на првата воопшто бомба, Зоран Заев на таа пресконференција излезе и кажа, и сите ние има снимки за тоа, дека 20.000 граѓани на Република Македонија биле прислушнувани. Ние имавме можност да слушнеме само 20, и тоа е најтесното раководство на ВМРО и никој друг. И при тоа дека во негов посет има 600.000 разговори. А од сите бомби он кој што ги објави беа не повеќе од 200 разговори. Сега, разликата меѓу 600.000 разговори
и 200 разговори е многу голема. Катица Јанева, за да имаме ние сега целосна слика или расчистување на сите тие состојби, за да она има материјал со што ќе работи, потребно е да ги има сите 600.000 разговори и таков беше договорот во Пржино од сите 20.000 граѓани. Ако тоа не е така, господјата Јанева е должна пред цела македонска јавност и да излезе: луѓе, јас бев лажена дека мене ќе ми бидат дадени сите разговори на сите граѓани. Сега јас имам во посед само 200 разговори од 20 на луѓе. Господине Пандов, и ги дадат сите прислушкувани разговори кои што зајав ги најава. Колку време би требало на... Тоа е нејзина работа, она пред да се фати со тоа да невозможно води, да се да го изслушат води, сите. да Или го многу води. луѓе би требало да ги Во таква изслушат. ситуација ние, значи, треба на секого од нас да ни биде јасно и апсолутно тоа е и потврдено со доказите кои што досега ги имаме, дека тие разговори ги има правено Верушевски во соработка со тие двајца од Управата за државна безбедност. Едниот веќе си призна, Така си е, има спогодба. имаме спогодба во која што тоа го потврдува дека пари се земани, дека не се свиркачи тие, дека тоа го правеле за пари. И дека тоа било во соработка со одредена странска служба, а на тоа се налепува и Зоран Заев. И дека обсервација, таргет на тие разговори било македонската влада и раководството на ВМРО. Тоа во таква ситуација е дефинирано тогаш, значи е потврдено како такво, а покрај тоа она ќе треба да речеме, еве јас ќе ви кажам една работа. Госпогица госпогица Оливера Трајковска самата обзнани, самата призна, самата кажа дека во транскрипт добива од одреден разговор кој што она го прави со госпоѓа Шекеринска. Добро, многу новинари кажаа дека си Добиле. ги виделе, Ке ги своите добија ли разговори. тие разговори господјата Катица Јанева? Ке ги има ли во посет тие разговори? Ке има ли можност да види како тоа разговарала македонската опозиција, односно СДСМ со тие новинари? Се говори дека тој разговор помеѓу Шекеринска и Оливера Трајковска не завршува само на тоа дека тој е селјак од Муртино, туку се надоврзуваат едната со другата во разговорите во кои што говорат дека за криминалите на Зоран Заев, дека е тој аболициран човек за 8 милиони евра и дека како таков докажен криминалец спомнуваат одредени криминали кои што ги прави во неговата општина Струмица, кое што исто така имавме можност преку видео да видиме каков домакин е, дека 1 евро за општината, 1 евро за брат му Вице во менувачницата. Меѓу сите тие, цел тој разговор, има доста работи кои што ќе ја насочат Катица Јанева да отвори одредени предмети против Зоран Заев. Ке се навратиме малку на Катица Јанева и работата Да. на специјалното обвинителство, ќе се вратиме малку подоцна. Би сакала еден ваш коментар на ова случување. Председателот на Гром од Струмица изгуби на суд затоа што на пресконференција говореше по видео снимките кои што беа презентирани дека лидерот на СДСМ бара 1 евро да се уплати кај Вицто, 1 евро, нели таму како одеше распределбата. Што мислите, Зоран Заев добива, значи го добива тој судски спор, а од друга страна во Скопје не го признава судот кога станува збор за случајот Пуч? Видите, тоа се, кога говориме за Зоран Заев, тоа ние говориме за еден не малку е кажано дволичен човек. Малце е да се значи тешко е да пронајдете збор како да го квалифицирате тој човек, но меѓутоа мораме да бираме зборови затоа што сепак тој е лидерот на македонската опозиција. Но така како таков, тој е една несреќа за македонската држава, пред се за македонската опозиција. Но како таков он само прави штета, само прави неред во државата и човек кој што во секој еден ден, ако му ги следите од изјавите до потезите, ќе сватите дека он во Струмица на еден начин го доживува македонското судство, во Скопје веќе на друг начин го доживува македонското судство. За него судот во Струмица е валиден и он учествува во процес против локален функционер на Гром,
во Скопје не признава суд. Значи, такви примери за Зоран Заев ги има безброј. Човек не цела емисија ќе треба да потрошиме покажувајќи такви примери. Тоа само кажува за него како човек. Политички аналитичар сте. Политичка изјава може би е во Македонија изјавите на лидерот на СДСМ за случувањата во Диво населје. Вчера имавме можност на националните медиуми да видиме и да слушнеме изјава од гостување на Заев надвор од Македонија и токму говорење за случувањата во Диво населје. Се надоврзува на она претходното, Дијана. Значи, ние имаме човек кој што прави Едно зборува дома, едно зборува надвор. Не само што, ама тоа кога го говори дома. Значи, тежината на неговиот збор е многу поголема од тежината на огромен број други граѓани на Република Македонија. Тој не сваќа дека како лидер на опозиција, значи, има свои следбеници и тоа луѓето го слушаат. Кога Македонија беше на крвареше, кога 8 македонски синови загинаа, го дадоа животот за да превенираат да не се случи она што се случи во Париз. Кога сите ние тоа го говоревме дека тие се македонски херои, дека Македонија треба до максимална благодарност да искаже на македонското министерство за внатрешни работи, Заев и неговите Соросови поддржувачи не уверуваа дека тоа било дил помеѓу Груевски и Ахмети, дека со самото тоа они сакале, пазете колку мозок имаат, во тоа време идеа и протестите, нели, пред македонската влада, дека со самото тоа сакало владата да го тргне вниманието и да се престанат протестите. Замислете за колку лавав човек ние зборуваме, за каков човек воопшто зборуваме. И нормално како за се останато кај него и на неговите, нели, неколку луѓе кои што се околу него, тоа е најнормално, као да не е кажано, сега ни говори дека да, браво за македонската полиција, браво за македонските херои, беше спречен голем терористички напад. Јас пак ќе ви го кажам она на почеток што ви го говорев. Се играат со интелигенцијата кај народот. Они и самите кажуваат за волја на вистина. Та Најчевска, та Тричковски, кој не е, та Геровски, та кој се не е зборувал, Стево Пендаровски, председателскиот им кандидат, не нарекуваа говеда и стока и овци и што не. Они не мислат за нас цепаници, како се не нарекуваа. Они го мислат македонскиот народ дека е глуп, дека они можат да го лажат и дека можат на таков начин да дојдат на власт. Нема друга калкулација. Како иначе човек да си даде за објаснување дека лидер на опозиција неколку месеци претходно едно говорил, фрлал дрва и камења, барал оставки од министерот и за внатрешни работи и од премиерот, за да неколку месеци подоцна отишол во Љубљана, говори она што ние сите останати, нели 90% од македонската јавност виде што се случи и му беше јасно. На нив не. Во наредниот период претпоставувам дека ќе бидат позачестени настапите и на левицата, и на десницата, и на медиумите, меѓутоа и во директни средби со граѓаните. Како аналитичар политички, кој што многу повеќе ја познава политиката и од мене, меѓутоа и од граѓаните, може ли да се направи една паралела на начинот на комуникација со граѓаните, на начинот на водење на политика, но и на начинот на говорење? Па, огромна разлика. Значи, ако ВМРО ДПМН ја води ги води своите политики, ако комуникацијата со граѓаните го води на начин кој што најсовремените држави во денешницава би можеле да дојдат и најсовремените партии може да дојдат и да учат како тоа се прави, ние имаме од друга страна опозиција која што функционирањето им е као во крај на 19 век. Значи, мислам дека и тогаш во понормалните држави не функционирало така опозицијата. Имате од една страна пред се лидер на ВМРО, господинот Никола Груевски, кој што неговиот збор е светост. Значи, он успеа да му направи на македонскиот
гласач, на македонскиот граѓанин, повторно да верува на политичарот. Да знае дека она што политичарот ќе го каже и ќе го исполни. И цврсто ќе стои позади својот збор. Значи дека не може да си дозволи политичар да излезе вака во јавност и да ги лаже луѓето. Од друга страна имате на неколку примери еве досега го кажавме господин Заев, човек кој што ќе излезе, ќе излаже. Она што мисли он дека во моментот би поминало кај граѓаните, он тоа ќе го каже. Тоа дополнително големата разлика е што господинот Груевски е човек кој што постојано го гледаме. Значи секојдневно го гледаме. Како е опкружен со народ. Како е постојано со народот. Било дека сега тоа го прави во име на премиер затоа што во јануари, нели по Пржинскиот договор, Никола Груевски ќе мора да ја отстапи премиерската функција. Така е, Диана, ама ние Груевски не го познаваме неколку месеци. Груевски на македонската политичка сцена е 15 години. Еве да се вратиме на назад, дали неговото има разлика во неговото функционирање. Он секогаш, откога е поготово пак премиер, ние постојано го гледаме дека он на секој еден настан гледа, оди што може да се помогне. Ние се сеќаваме дека било каква елементарна непогода во најзафрлено некое македонско место, селце, градче, прв човек кој што оди таму е господинот Груевски. Во Шипковица, кој што за македонската јавност, македонскиот народ поготово, остана како запаметена од 2001 дека базата на она се наоѓала во Шипковица. Покрај сето тоа, значи им се случаи на луѓето елементарна непогода, имаа поплави, им се срушија куќи, прв човек, повторно, значи со никаква калкулација околу тоа дека он во Шипковица ќе добие гласови, отиде господинот Груевски. Тоа таков е човекот едноставно, таков му е стилот на функционирање. Тоа било така и јас сум сигурен дека така и ќе остане. Од друга страна го имаме Заев, кој што сега он смета дека ако се движи во надвор од границите на Република Македонија, нели во Израел, во Словенија, еве го сега, не знам каде му е следна дестинација, дека он на таков начин со некои одредени соопштенија или со некои одредени изјави во некоја странска земја што ќе ги даде, дека он така ќе добие симпатии, а да не напоменуваме дека каде да отиде и од таму прави лаги. Па имавме прилика од Израел да го слушаме срамотилаци, значи да се срами човек што е од Македонија, затоа што македонскиот лидер на опозиција отишол таму и лажел и нив, а подосна и нас. Па се правдаа луѓето, заменик министр за внатрешни работи се правдаше, нити сме разговарале за каков пуч, што зборува тој човек. Замислете за какви разлики. И тоа, гледајте се стилот на кампања еве на едниви и на други. Од еднава страна ништо не сме слушнале, само има некои муабети дека те од Србија дошле некои им прават програма, те од Италија купувале не знам каква програма, и од друга страна имате луѓе кои што најдиректно од секој еден граѓанин отвараат пултови и сега вие во Велес може да отидете, не сте задоволни од одредени работи или мислите како граѓанин дека ова и ова би било подобро вака ако биде направено, да своерачно го поднесете тоа барање и јас сум сигурен, заради праксата, ние минато имаме, не се сега ниве ни другиве нови, дека тоа што е квалитетно барање, дека што може да се реализира, дека ќе биде направено и ќе биде внесено во програма. А со самото внесување во програма, пазете колку неверојатно, за допред одреден број на години во Република Македонија и мислам дека било каде во светот, таа програма која што ќе ја добиете вие као таква, пишана на страници, ќе биде исполнета. Никој веќе не постои во Македонија дилема дали тоа што ние ќе го добиеме како изборна програма на ВМРО ДПМН 2016-2020 нема да биде реализирано. Од почетокот од онаа политичка програма што беше природба, па природба во 100 чекори, па природба надградена и се до она што сега ќе го добиеме. Сметате ли дека ВМРО ДПМН ја дигна летвичката и на ветувања, но и на водење на начин на политика? Јас имам функционирано од 93-4 година. Сум бил активен политички.
до 2003 година, сега еве пак е повторам 2-3 години на назад повторно. И имав исклучително добра можност да направам паралела како беше, како е сега. И еве ќе ви кажам, ќе се присетите, 98 година промени, така се викаше кампањата, а беа ВМРО и ДЕА коалиција. Па помеѓу првиот и вториот круг на господин Васил Тупурковски му текна една прекрасна идеја, се офарба еден автобус со ликот на Љупчо Георгиевски, лидерот во тоа време на ВМРО, Васил Тупурковски на ДЕА и се одеше по македонските градови и села. Еден од тие кои што беа во автобусот бев и јас. И одиме, нема да се седам како се викаше селото, мал број на повозрасни, постари селани доаѓаат и сега говори Љупчо, говори Васил Тупурковски, вели, еве луѓе, ние тука решивме да изградиме училиште. И збори натака. После некој одредено време, еден од луѓето му вели, господин Тупурковски, супер вие што сакате училиште да направите, но нас повеќе би ни било потребно амбуланта. Се врти, пиши амбуланта. Нити училиште, нити амбуланта таму била и нити имал во глава господин Тупурковски да изгради нити училиште, нити амбуланта. Така беа праксата во тоа време. Да не зборувам па езде што се има правено, значи од вработување на по еден човек од секоја фамилија, зголемување вакво или онакво на пензии или на плати, а сето тоа било обратно, нели, намалување на пензии, намалување на плати. Бомбона бизниси. Разни работи. Значи, еве јас да не излезе дека зборувам само за СДСМ, зборувам како функционирало и ВМРО во тоа време со неговиот коалиционен партнер. Сега, вие сте сигурен, само зол човек, само очен некој човек кој што нас се гледа негативно, па ќе збори дека не е тоа така. Знае дека она што ќе го види во таа програма на ВМРО, тоа е реализирано. Такво однесување политичко, верувам дека е авангарда и за сите балкански останати земји и јас ве уверувам и за европскиве демократии, не баш до толку се држат на политичарот, сепак е како таков го препознаваат луѓето дека знае и да излаже, знае и да каже невистина во дадена ситуација. Со господинот Груевски и ова ВМРО ДПМН сега кое што е, со ова раководство, таа работа не е така. И тоа секој еден знае дека. Иако не сте оптимисти, пак времето не гази многу накратко, за да се намалат достигнувањата кои што се постигнати во реализација на ветените проекти. Во јавноста сега се говори дека Македонија е се по земја која што должи или во странските банки, наспроти она што го добиваме како извештај од Светската банка. Значи, јас не сум Дијана економист, но секогаш сакам да и за се нешто, сакам да направам споредба со останатите. И сега, ако ние во сите тие рангирања сме како најбрзо растечка економија, ако ние во сите тие рангирања, значи тоа се светски, тоа не е некој локален, некој од Велес ако не е некој од Велес, па ние сега да го консултираме, бе правел анкета, па он ни раскажува. Не, тоа се официјални организации по кои што рангирања се официјални за цел свет, па и за во Европа. И ние по сите тие рангирања сме најниско задолжени во Европа, односно, трети, четврти најмалку задолжени. Од друга страна сме најбрзо растечка економија. Кого јас да го слушам сега, Геровски или Заев што ќе ми зборува, или Кирен Наумов, или да ги слушам официјалните лица кои што ги рангираат државите. Ние по сите тие рангирања и сме малку задолжени и сме со огромен раст. Времето кое што е предвидено за оваа емисија истекува, господине Пандов. Се надевам дека ќе имаме можности повторно да ве видиме во ова студио, можеби во некоја дебатна емисија, кога спротив вас ќе седнат луѓе кои што сосема спротивно, нели, и размислуваат на она што се случува во државата. Јас ќе бидам многу задоволен да биде тоа така и секако дека ќе одговорам позитивно на вашата покана. И за самиот крај, дали движењето ГДОМ можеби во овој период повторно ќе се вклучи со оние трибини кои што ги имавте, се со цел и понатаму да се действува во зачувување на
Македонија во оние граници во кои што имаме, затоа што Да. нели многу сме изгубиле од самото. Диана, во моментов мислам дека се канализирани работите и дека се движат во позитивна насока и сето тоа додека е така, мислам дека нема да има потреба од ГДОМ. Но во оној момент, ако почувствуваме потреба дека повторно Македонија е донесена дојдена во прашање незината безбедност, незината стабилност, секако дека без двумење истиот ден ќе излеземе и гласно повторно ќе говориме околу сите тие состојби кои што мислиме дека ќе ја загрозат Република Македонија. Господине Пандов, јас ви благодарам што бевте вечерва мој гостин. Благодарам за Се надевам дека бевме интересни и за публиката. Ако беше така, гледајте не и во реприза. А за 7 дена од ова студио најавувам нов гостин. Довидување.